2 часа на секои 2 недели. Толку Љубе Гигоски од Скопје има право да биде со својот син по разводот од сопругата пред 1 година. Бракот не им функционирал, имало кавги неразбирање, но Љубе не очекувал дека откако ќе побара развод од сопругата дека речиси ќе го загуби својот син. Немам никаков приступ до своето дете таму. Значи се зависи од незината волја и од волјата на социјалниот работник. Само незината волја. Неговата сопруга лани исчезнала со детето една недела пред закажаниот термин за развод. Безуспешно се обидувал да ја пронајде. Се јавила сама последна недела, но Љубе првпат го видел својот син 2 месеци потоа. Бил пријавен од сопругата и за семено насилство што не добило правна разврска, оти како што вели тој, било лажно со цел да му го земе детето и да го казни за разводот. Судот во меѓувреме на предлог на социјалниот работник пресудил Љубе може да го гледа синот 4 часа месечно под надзор. 3 пати барав за да се смени одлуката и не ја сменува одлуката, немало основ. Друго е нивното објаснување дека нема основ? Па немало основ, така било во сите случаеви. Оти не е старател на детето, тој не сме да се јави во градинката на синот да праша како е, оти тоа може да биде пријавено за вознемирување. Минатата година детето имало хируршка интервенција, но тој не бил информиран за тоа. Љубе нема право да биде со детето на некој празник, а нема право ниту на роденденот на својот син да му се јави или да му однесе подарок. Освен него, забрана за контакт со детето има и целото негово семејство. Дали тоа ве прашува тато каде си? А што да му одговорам? Прашува, кај си? Ќе дојдам кога ќе дозволат чичковците. Љубе во целата ситуација е разочаран од институциите, бидејќи како што вели, тие треба да се грижат за правата и интересот на децата. Па тие решаваат и мислам дека тие треба да поведат малку повеќе грижа за децата да не добиваат трауми и стресови како за децата, така и за родителите. Во меѓувреме Љубе ангажирал адвокат и успеал од идниот месец да добие дозвола да го гледа својот 5-годишен син 2 пати месечно, еднаш на 3 часа и еднаш на 30 часа. Па, јас сум 55 годишен човек, синот го добием на 50 и ако немам наследство, како да продолжам? Значи, со одземање на детето ми ја одзеле и десната рака.